24 анализа, добро дојдовте. Срам, непочит и изнудена комеморација. Родителите на загинатите деца во дискотеката на смртта Пулс во Кујчани не доживеа да ги слушнат имињата на нивните деца денеска во собранието. Ниту едно име не беше споменато од собранискиот спикер. Не се ракуваа со нив лично за да им изразат сочувство барем денеска, ниту председателот на собранието, ниту премиерот, ниту председателката на државата, ниту кој да е некој од пратениците, ниту пак лидерот на опозицијата, бидејќи за разлика од другите тој не присуствуваше на комеморативната седница. Протоколот ги донесе во Собраниската галерија и ги испрати до вратата во собранието, а комеморативната седница траеше околу 20 минути и како што самите родители велат, со 2 ливчиња прочитан протоколарен говор од собранискиот спикер. Направили доволно законодавниот дом после 1 година од трагедијата во Кујчани за да се оправда за оној двонеделен одмор или пак она што се случи денеска беше само колку да се случи под притисок на јавноста. И има ли поинта воопшто да се зборува за дека пратениците и собранието прават нешто кога онаа фамозна анкетна комисија за Кујчани нема абер да се случи? Венко Филипче и Христијан Мицковски ја саботираат непредлагајќи членови и двајцата со посебни изговори. Пулс високо на агендата и на предлогот за новиот државен јавен обвинител Нинат Савевски, чиј предлог денеска беше доставен до пратениците, а кој што се очекува да биде на пленарна седница следната недела. Ќе биде ли правдата на Савевски ќе испорача ли партиска или пак реална правда? За она што се случуваше денеска во Македонското собрание, меѓутоа и за собраниските работи, пратенички работи, вечерва дебата во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва мои гости се Славјанка Петровска, пратеничка на СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Љупчо Принџов, ВМРО ДПМН, пратеник, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. И вие двајца денеска бевте во собранието, бев јас. Јас сакам тука на почетокот да ги видиме изјавите на родителите кои што ги дадоа пред собранието по завршувањето на комеморативната седница. После 1 година комеморација и со 2 страни читање на текст напишан, не знам, толку од мене. Катастрофа. Разочарување ептен голем. Од секој дете по 2 минути да одвоја со текст што мислевме дека е даден од институциите, бидејќи на сите институции е пренесено, но за жал ниедно дете не беше удостоено, спомнато со име преземе, само кратки зборови и правдање. Да. Правдање за собранието и одморот што си го зедува после трагедијата. За нив не знам што е работата, не знам, тие идат се контра спротив нас, се контра. Како ние да сме биле криви, како ние виновен, како ние да сме ги пуштиле децата да загинат. Дури ни изјават зашо ги пратите децата од диското, да не ги ние пратиме да загинаа. Срамота. Кучињата си лаат, караванот си врве, ние само ќе си одиме, ќе си кукаме на нашите гробови на децата. А тие ќе си го водат бизнисот, ќе се пунат со пари. Револт, разочарување без. Принџов, вака кога ќе ги слушате родителите, не ви доаѓа да си речете подобро да немаше ништо отколку ваков срам, бидејќи тие го доживеа ова денеска како срам? Прво, сакам да кажам дека ја разбирам болката и дека се чувствувам со нивната болка. Имињата на тие деца не само денес, кои тие секогаш ќе бидат помеѓу нас. И тука сакам да кажам дека воопшто не се работи за било каква непочит од страна на нас како пратеници. Напротив, почита е огромна, емпатијата е исто така и нашите мисли во текот на оваа година се целосно со тие деца и со нивните семејства. Додека одеше овој прилог,
Она кое што се присетив е, јас бев гостин кај вас исто во оваа емисија пред некаде околу 11 месеци, некој месец дена после оваа огромна трагедија. Седев на тоа столче таму и вие на крајот на емисијата, исто како и сега, ме прашавте дали ми е срам што сум пратеник во собраниски состав во кој што не е одржана комеморативна седница. Јас тогаш одговорив потврдно дека да и дека сметав дека тогаш требаше да има комеморативна седница. И она кое што го добив како образложение беше истото образложение кое што председателот на собранието го кажа денес, бидејќи тој сметал од причините кои што таксативно ги наведе и во неговиот говор денеска во собранието, зашто таа седница тој не ја свикал. Денеска имавме комеморативна седница за се пресетиме уште еднаш на тие трагично и прерано загубени млади животи. Па сакам да повторам, ја разбирам болката и навистина и како родител на две малолетни деца сочувствувам со целата таа болка и во ниту еден случај не се работи за било каква непочит и не само од мене, туку од сите пратеници, верувам, кои што денес беа присутни да оддадат почит на оваа комеморативна седница. Собранието не често прави комеморативни седници, протоколот се уредува од страна на кабинетот и сум убеден дека немало никаква намера да се покаже било каква непочит кон било кој. Родителите велат една година има време да подготват каква што треба. Како се извинувам, не слушнав? Родителите велат имаше една година има да подготват како што доликува, подостоинствено да се испочитуваат загинати жртвите во Кучани. И денеска имаше пораки нека дојдат сите во понеделник да видат како изгледа вистинска комеморација. Бидејќи се Сдруженијето 16 март и родителите во понеделник ја организираат комеморација. Пак ќе ви кажам, значи не сакам да навлегувам и да полемизирам околу тоа. Протоколот го определува председателот на собранието и тој сметал дека ова е начинот на кој што треба, но во секој случај можеби да, тука треба да се гледа од една или од друга страна ситуацијата. Јас го верувам дека сум убеден од сите партијски групи на чело со председателот на собранието дека не станува збор за никаква непочит, напротив дека емпатијата и почитта е огромна. Па родителите според тоа што го слушнавме не ја доживееле така седницата. Петровска спроведени на галерија, спроведени од галерија надвор. Толку. Буквално никој не им понуди чаша вода на тие луѓе. Јас ми е многу жал што денеска ги чувме овие изјави и тие се очигледно изјави кои се дадени како резултат на тоа што родителите и семејствата го чувствуваат и го очекуваат. И мене ми е навистина многу жал. Зборувам и како пратеник, меѓутоа и како човек. Меѓутоа не можам да се сложам, ајде да речам, ако така можам да се дозволам да искоментирам, дека имало цел или намера од било кој тие да бидат навредени, понижени или на било каков начин ова да биде само проформа. Верувате дека не беше проформа. И секогаш кога темата за трагедијата во Кочани ќе се отвори, во било кои околности, мислам дека никој од нас, не само овдека во студиото, меѓутоа и во салата денеска и надвор од таа сала, не може да зборува со чисто грло или да нема грудка додека зборува за оваа тема. Затоа што оваа трагедија, да, имаше најголем, за жал, најголема удел, да речам, или најголема несреќа им донесе на овие семејства, меѓутоа тоа е една голема трагедија за целата држава. И за, ако сакате политички гледано, и за власта, и за опозицијата, и за некој што некогаш бил на позиција, сега е во моментов не е на позиција, за секој еден граѓанин на оваа држава, па дури ако се присетиме, а веројатно ќе се присетиме деновиве многу, затоа што датумот наближува, а ќе се жал ќе се присетуваме и во годините кои ни доаѓаат, на одговорот кој го имавме од другите држави, кои се појави и кои сакаат да помогнат, свесни за обемот на таа трагедија која што се случи. Ако мене лично ме прашате, затоа што за жал во животот сум била поканата или од икс причини сум присуствувала на различни комеморативни седници. Првото нешто што недостасуваше во таа сала се согласувам дека беа фотографиите на загинатите. Но јас навистина не би сакала да влегувам во детали околу организацијата и ова што вие го велите
чувството на спроведени, дочекани само од протоколот и спроведени. Дали има по ова што го кажуваат родителите пропусти од овој аспект гледано? Да. Меѓутоа не верувам дека тие биле намерни. Јас би можела само од моје лично име како пратеник еден од 120 да се извинам и навистина мислам дека треба да разбера дека не ни била таа целта. Исто како што не ни беше целта, за жал, повторно ќе кажам, во ова студио исто во една прилика дискутиравме за тоа неславно толкување дека 2 недели сме заминале на одмор. Не бевме заминати на одмор, ние бевме тука, бевме дел од нас и со граѓаните на Кочани и околината и така натаму, меѓутоа не сакам да звучи апсолутно ова како оправдање, но мислам дека она што ќе треба да извлечеме поука сите ние е како после оваа трагедија. Ништо што ќе направиме ние, и тоа се свесни и семејствата на починатите, дека нема да ги врати. Нити пак ќе им ја ублажи болката. Секој еден што за жал во животот доживел лична несреќа да загуби некој близок, е свесен дека болката никогаш нема да исчезне. Но, пораката која што ние треба да ја примиме и да ја испратиме повратно, е дека сме научиле сите ние, не само по политиката, меѓутоа и генерално општеството, што од таа несреќа да го извлечеме како поука. Напоменавте и за тоа што собранието прави или не прави, не само оваа комеморација, мислам дека тука во наредниот период собранието како пратеници сите ние, меѓутоа секако тежината секогаш паѓа на власта, треба да се дадат многу одговори. Мислам дека можеби и делот раководството на собранието требало малку повеќе внимание да посвети околу целосната организација, вклучително и контактите со семејствата кои очигледно барем од ова што го слушнавме од изјавите не било на тоа ниво на кое што треба да биде. Меѓутоа повторно ќе кажам, да, тие, како што рече колегата Пренџов, имињата на сите нив од прв до последен се веќе запишани во нашата колективна меморија и тие ќе бидат за секогаш дел, за жал од нивно неубаво сеќавање, меѓутоа дел од тоа што се случило во овие 35 години независност на државата. Јас реално не знам како се организираше, се договарала оваа комеморација. Знам дека имаше некои негодувања и разлики околу датумот, беше закажана за 16, па по реакција на родителите презакажана за денеска. И така натаму, знам дека беше барање на родителите, знам дека имаше силен јавен притисок собранието народните избраници да удадат почит на жртвите. Не знам, пак ја кажам како се договарала и дали било во протоколарна смислата ова биде толку штуро, буквално, влезате и излезате, фала ви што дојдовте и така натаму. Меѓутоа, дали лично сметате дека барем некој требаше рака да им пружи на тие луѓе? Никој не им пружи рака. Премиерот беше таму, претседателката на државата беше таму, претседателот на собранието, координаторите на пратеничките групи. Видете, да бидеме реални, тие беа сместени на горниот дел од. На крајот од денот, извинете, барам некој да им дозволеше 5 минути, 3 минути нешто и да кажат. Тие беа сместени на горниот дел, ние бевме практично во иста просторија, но знаете дека нивелирано собранието. Јас го зборувам во процесот на организација. Како што и вие самата спомнавте дека тие со протоколот договарале за дали да биде на 16, дали да биде во текот на денешниот ден, се договориле да биде во текот на денешниот ден и потоа протоколот собранински е оној кој што ги спровел онаму каде што седат гостите, дипломатскиот кор, кога правиме друг тип на настани во рамки на таа пленарна села. Ставете го протоколот на страна. Тој извршува наредба каква што ќе ја добие. Затоа ви кажав, во собранието не често се случуваат комеморативни седници и претпоставувам дека нивото на организација на оваа иста седница можело да биде на една многу повисока разнина, но она кое што уште еднаш сакам да го апострофирам и да го кажам јасно е тоа дека ниту еден во собранието, од претседателот на собранието, па сте на 120 пратеници, во ниту еден момент сите овие цела оваа година назад и особено денешниот ден, ниту сме сакале, ниту сме имале било каква идеја, освен почит и длабока емпатија со оние кои што ги изгубија најмилите. И ние сме свесни дека
дека нивната болка, нивната тага, дека ништо не може да ја ублажи. Тие имале определени очекувања од тоа што можеме да го видиме денес во изјавите. И еве јас како и колешката Петровска се извинувам од име на собранието доколку нивните очекувања не биле во целост исполнети, но на кое што е важно е тоа дека имаше комеморативна седница во која што беа образложени сите причини зошто таа не се случи пред една година или пред 10-11 месеци во рамки на собранието, и мислам дека тие пораки ги испративме и кажавме дека тие деца секогаш ќе бидат запишани во колективната меморија на македонскиот народ и ќе бидат еден силен потсетник кој што ќе не потсеќа за тоа како не треба и што треба да се случува во иднина во рамки на нашето општество. Се надеваме дека ќе биде така. Петровска, Мицковски, Силјановска, Давкова барем беа во салата. Сега не знам колку очи во очи се видела со родителите, меѓутоа барем го исклуча, беа присутни, за разлика од вашиот председател на вашата партија и кој што е пратеник и кој што изминативе месеци многу често прозиваше за кучани. Зошто Венко Филипче не беше на комеморација? Ќе се надоврзам и ќе го одговорам, се разбира, прашањето. Како пратеници, барем јас лично, претпоставам дека и колегата Пленџов и останатите, за седницата бевме известени како што сме известувани за редовните седници, така што лично јас не сум била дел од организацијата, па затоа и не можам да одговорам на оние прашања кои што претходно ги поставивте. Во моментот кога бевме известени за седницата, јас лично апсолутно немав дилема дека овој ден, денеска, треба да биде посветен на комеморативната седница и се друго што имам како врски треба да ги откажам, односно не доаѓа во предвид било што да ставам пред оваа седница. Така што сметам дека на секој еден пратеник, затоа што не беше само Венко Филипче отсутен, имаше и повеќе пратеници кои не беа во салата, сметам дека за секој еден, местото на пратениците, зборуваме за аспект на пратеници, не беше денеска во таа сала. Конкретно зошто не бил присутен, немав можност да прашам, така што можете или да прашате во партија или во понеделник имаме координација, па ќе се обидам да го поставам како прашање, но не и се, повторно ќе повторам дека мислам дека денеска, иако може би задоцнато, се согласувам со тоа, искрено од се срце одадовме почит на загинатите. Ќе ми дозволите само да дадам еден коментар во поглед на тоа дека биле само спроведени, бидејќи патот на излезот од галеријата кон главниот влез се проаѓа покрај салата од која што ние излегуваме, без никаква организација, без никој да ни посочи. Оние пратеници, поприлично голем број бевме, кои што во моментот се затекнавме тука, застанавме и дозволивме да излезат достоинствено од салата, без при тоа, се разбира, да побараме тој момент ниту да биде фотографиран, ниту на било каков начин да било обедуван, затоа што сметавме дека тоа е момент на случајност, меѓутоа апсолутно дополнително застанавме и молчешко би рекла, одадовме почит на семејствата, барем на тој начин на кој што се најдовме во таа. Уште тоа фалеше. Апсолутно сликата. Не се работи, Душица, за никакво сликање, туку се работи за тоа дека кога ние разговараме за кочани, прво разговараме со многу емоција и пред се разговараме со многу болка. И особено кога разговараме тука со вас на веќе втор пат на оваа тема, често пати она што ние како пратеници го правиме, тоа не се гледа ниту во јавноста, ниту се гледа во медиумите, така треба да биде, бидејќи тоа е наш избор, така сметаме дека треба да биде. Иако што кажа на колешката Петровска, денеска е само еден дел од тоа што се случува, не се прави пиер од тоа и не сме да се прави пиер од тоа. Сакам да кажам дека да потенцирам и со тоа ќе завршам. Ве убедувам сите дека од прв до последен, од текот на денешниот ден и на било кој ден изминатава година дена, ниту еден пратеник на оваа тема ниту имал намера, ниту имал желба, ниту искажал била каква намерно непочит и немање емпатија кон ова што ни се случи. Ова е многу сериозно. Јас два пати многу искрено разговарам на таа тема одека со вас и да не се повтори никогаш. Господине Пленџов, јас вас ве разбирам. Меѓутоа ги слушате изјавите. Значи, очигледно тие луѓе не се чувствуваат слушнати од вас,
од институциите, од политичарите, од сите, да фалеа други пратеници, зиеден села и Али Ахмети не во салата, а од лидерите. Меѓутоа, тие не прозиваат една година за Кучани. Не им е во устата Кучани ностоп, апропо отсутството на Венко Филипче. Така да, очигледно на тие луѓе им треба повеќе поддршка од системот. Од кого и да е во овој систем. Може ли да реченица? Да, и па потоа да преминеме на друго. Ќе преминеме. Ние како пратеници и како политичка номенклатура И на сега тоа ќе сме видиме како пратеници Петрос што кажа, што ќе работите. Ќе разговараме. Ние сме целосно отворени за не само да ги слушнеме, не само да помогнеме. Значи, ние сме тука во служба на сите особено на родителите на семејствата на луѓето од Кочани. Како пратеници, како пратеничка група, како сакате. Колку пати да сретнавте, господине Пенџов? Не, тоа нема да го зборуваме, бидејќи како што рековме, тоа е правење на пиар, а јас пиар таква работа не правам. Ама се сретнавте. Кажа госпоѓа Петровска дека имате многу работа, дека собранието реално и фактички треба во наредниот период да покаже апропо случувањата во Кучани. Што се случува? Значи на 23 ноември јас во ова студија сум правела дебата за анкетната комисија која што ден пред тоа помина во законодавниот дом и која што ја гласавте нели сите со големо мнозинство и така натаму, освен за Кучани нели она ваше фамозно обарање и за модуларната и за Дурмов Турс и за Беса Транс. Мислам дека господја Петеровска вие бевте на таа дебата. Тогаш за анкетната комисија и јас тогаш ја почнав емисијата дека ако сакаш нешто да не се сработи, формирај комисија, го цитира Винстон Черчил и реков дека се надевам дека нема да после одреден период да ми покаже собранието и пратениците дека таа максима ќе биде уште еднаш реалност во Македонија. Значи тоа било во ноември. Речи се 4 месеци потоа. Вие велите секој ден чекаме се алибито вие изговорите, ви се чекаме заклучоци од постојаната комисија за човекови права. Вашиот лидер рече си најмалку 5 пати, ако не и повеќе, вели утре ќе доставиме предлози во собранието. Потоа подпредседателката на партијата се извинувам, вели чекаме писмо. Потоа пак вашиот лидер вели утре ќе поднесеме членови и така натаму. И фактичката состојба е членови има предложено само левица. Ниту Дуј, ниту Вреди, ниту вие. И дури на последната координација било отворено прашањето. И господин председателот на собранието Гаши кажал дека тој чека да си ја завршите обврската. Зошто се саботира формирањето на анкетната комисија, Пенџов? Не се саботира, ние не го саботираме. Ако ми дозволите да дадам еден, сакам во интерес на јавноста, што се случува, а тоа е дека во поглед на Кочани ние имавме прва анкетна комисија која што се закажа и се водеше од страна на седница на постојаната анкетна комисија за човекови права. За човекови права. Таму беше постоечка. Така беше, тоа беше исто така момент во кој што дојдоа родителите во собрание во салата. И беше траурни сведочења на таа комисија. Така беше, бев јас таму. Ние покажавме дека од комисиите не само што не се тргаме, туку проактивно учествуваме со тоа што за прв пат на собраниска комисија, јас следам собрание некаде, не знам, од 97-8 година, не се случило на собраниска комисија покрај председател на собрание пратениците да присуствуваат и премиерот на државата, и председателот на државата, и цел државен врв, и тоа беше нормално. Тоа не го кажувам како некој достигнување, го кажувам како нешто не се случило до сега и сакам да кажам дека ние од тоа не бегаме од таа комисија. Таа комисија, за да заврши таа комисија, мора да има заклучоци. Ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата предложивме предлог на заклучоци, забелешки на заклучоци. Предлог за заклучоци, кои што ја според нас сликуваат реалноста, во кој што воопшто нема политика, бидејќи од ова ниту сме правили, ниту правиме, ниту ќе правиме политика, и чекаме да се свика таа комисија и заклучоците да бидат ставени на гласање. Таа комисија има
пратеници и тие одлучуваат кои заклучоци ќе бидат ставени на глас. Само што на реченици, потоа ќе дам повеќе простор, неспорно. Сега, ние не можеме да, од друга страна, ние рековме овака, ќе правиме анкетна комисија, бидејќи ја бараше председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче и понесе точка на дневен ред по која што ќе бараме анкетна комисија за Кочани. Ние рековме не само Кочани, туку ќе ги ставиме сите комисии и тоа помина. Сите трагедии. Таа голема анкетна комисија треба да претседава кандидат, односно пратеник од опозицијата. И јас се можам да ви кажам, не е тоа ексклузивно, но ја сакам да го споделам со вас и со јавноста дека уште тогаш пред 6 месеци или ден точно кога беше ден факате за збор, ние имавме координација во кој што еден од оние кои што ќе бидат членови во таа комисија и определен сум јас од страна на ДПМН коалицијата и ние имаме спредно и членови и заменици членови, чекаме да завршат, да ги стави господинот Тапасиев на дневен ред, да ги согласиме заклучоците од претходната комисија и потоа дадат колегите од Социјалдемократскиот сојуз. Зошто е проблем да ги поднесете до комисијата за предлог на председател и предлог на членови и таа комисија да почне да работи. Нема никаков проблем туку. Претпоставаме дека сите ќе се согласиме овдека, а тоа е дека за една иста работа ние не можеме да водиме на 3 места да имаме комисии. Ние мораме да имаме една која што завршила, има заклучоци кои што можеби ќе бидат и подобна основа за разговори во втората комисија која што треба да биде во секој момент кога СДСМ ќе даде кандидат за председател, ние ќе го поддржиме, бидејќи така е согласно деловник опозицијата го предлага тоа, Венко Филипче го бараше тоа, чекаме, ги имаме ние членовите спредни, ги имаме змицечни и ние немаме никаков проблем, не бегаме. Ама не ги предлага. Не сме дошли до позиција да ги предложиме. Чекаме да се свика оваа комисија да добиеме заклучоци. Многу е принципиелно. Господин Принчов, ја многу добро знам како функционира ВМРО ДПМН во собрание кога нешто му е битно. На крајот од денот, ако Апасиев не сака да закаже комисија според вас, тогаш може и председателот на собранието да закаже комисијата. Председател на собранието не може да закаже адхок работно тело, председател на комисијата може да закаже работно тело кое што е регуларно, кое што може. Постојаната анкетна за човекови да си даде друг председател што ќе ја води. Тоа е политичка одлука. Ако левица саботира, видите, ние сметаме дека оние заклучоци кои што ние ги имаме предложено треба да добијат целосна поддршка и од власта и од опозицијата. Доколку председателот на собранието одлучи да ја свика таа комисија, ние сме таму со нашите заклучоци и сме спремни да дискутираме, нема никаков проблем со тоа. Вие писмо чекате? Не знам што се чека конкретно, веројатно и ова ќе биде едно од прашањата кои ќе ги разговараме во понеделник. Најавив дека ќе има координација со пратеничката група и со председателот на СДСМ, веројатно и дел од раководството. Ова ќе биде една од точките, затоа што мислам дека ако рековме дека сме извлекле поука од тоа што се случи во Кочани, тогаш не треба да остане тоа само на зборови и мислам дека после неколку месеци, ако се види реална работа, дека можеби се несвати и ќе ни простат. И за денес, и за пред година дена. Затоа реков дека многу е важно дали сме ние свесни што се случи, што се случува и што не смее да се случи. Последиците од Кочани и како ќе се справуваме имаат неколку аспекти според мене. Постојаната анкетна комисија е постојана работно тело во собранието. Анкетната комисија која што ја формиравме сите ние заедно, и тука да не навлагам сега и да не се враќам во наддавањата една, две и така натаму, не се, ете ја формиравме, се независни една од друга. Заклучоците на постојаната анкетна комисија не можеме да ги врзуваме со работата на анкетната комисија, која е ад хок тело согласно деловникот на собранието. И во двата случаи, ниту едната, ниту оваа анкетната за сите несреќи што ја формиравме, немаат право, согласно деловникот, да водат истражна постапка. Но можат апсолутно да направат ретроспектива или да утврдат методологија во која што ќе работат и што ќе биде целта на таа анкетна комисија. И на крајот на криштата, ако во таа анкетна комисија сме ставиле и Ласкарци, и Дурмотурс, и болницата Модуларната. Модуларната болница. Душила. Така, да. Се разбравме за собраќајните нестреки, болницата и оваа сега.
тогаш таа анкетна може да почне да работи, па кога ќе ви стигнат на ред заклучоците на постојаната анкетна не се врзани за сите случаи што ги опфаќа оваа комисија. Така е. Затоа јас мислам дека време е, не сме тоа јас и вие, да се разбереме, но да бидеме искрени. Тие кои што ги носат одлуките, да седнат и да расчистат дека оваа комисија мора да проработи. Не затоа што сакаме лов на вештарки, не затоа што некој некого ќе лови. Ние треба да бидеме свесни дека свеста кај граѓаните, трпението ако сакате, е многу поразлично од пред 5, 10, 15 години. И дека така како што ние денеска, особено власта, зборува и кажува дека судството не заслужува ништо затоа што има 2% рейтинг, да не се случи ние како собрание да паднеме на тој рейтинг. Со овакво однесување, со овакво префрлање на топката, го чекаме Апасиев со заклучоците, Апасиев чека не знам што чека и така натака, да не се случи. Да ние навистина бидеме меѓу неомилените личности, зборам како политичари, не зборам приватно. Се плашам дека не се сваќаат последиците и сериозноста од премногу тактизирање или оставање на нешто. Сакаме да профункционира анкетната? Сакаме. Ако сакаме, ќе направиме се да профункционира. Онака како што денеска, веќе го дадам примерот, како кога се сака, се може. Особено кога имате многу големо комотно мнозинство. Денеска на 1 час по завршување на комеморативната седница, кога јас впрочем мислев дека нема да има ништо друго, освен комеморативната седница, по скратена постапка донесовме закон за измени на јавните набавки од областа на одбраната и безбедноста. Например, го давам како пример. Значи се сакало, некому му требало да се направи тоа, се донесе во скратена постапка. Во рок од 3 дена, во петокот попладне предложен, денеска усвоен конечно. Го давам само како еден од многуте примери. Сакаме, јас лично, ако ме прашате, сакам таа анкетна комисија да профункционира. И да почне и да заврши со својата работа. И да биде пример и да биде демант на ова што го кажа Душица, познатата изрека, ако не сакате работата да биде завршена, формирайте анкетна комисија. Затоа што од таквиот третман на некои помали анкетни во минатото или на некои помали случаи во минатото, нас не се случи кочани. Ние имавме бројни опомени, не зборам само овие што се опфатени со анкетната. Ако го извадите билтините на МВР, ќе видите дека сме имале бројни опомени во годините наназад. Не зборам за 2, 3, 5 и 10 години. Со помали или поголеми случувања. Ама сме, сега велам сме. Нити сум била јас тогаш, нити сте биле вие, нити пак вие па најмалку. Ама како општество сме ги игнорирале. И сме велеле добро, ова помина со помала штета, ова со помала штета. На крај ни се случи трагедија од невидени размери. Затоа велам, анкетната е само едниот аспект. Вториот аспект е што се случи со оние драматични пресконференции што беа најавувани во владата и ние како собрание тука апсолутно имаме право да прашаме докаде ви се извештаите. Ви текнува, нели се почна со инспекции по сите можни основи. Како? Објавени се извештаите, има извештаи многу. Па јас очекував да бидат презентирани спектакуларно, како што беа спектакуларно најавени пресконференциите. Може сега да... И така натаму. Сакам да кажам дека ако велиме дека сме научиле лекцијата од оваа трагедија, за која што неспорно е моментот на емотивност, сочувство и тоа дека ја делиме тагата и болката. Тука тоа е неспорно, но ние имаме задача. Тој процес да го продолжиме понатаму и да гарантираме дека ќе ги поправиме институциите. Ние немаме ништо чепнато во системот на инспекциите, ние. Ја префрлам целосната вина кај вас, во власта. Затоа што на крајот на крајштата таму е одговорност. Ништо се нема чепнато во системот на инспекциите. Ништо се нема чепнато ниту во законската регулатура, ниту во вработување, ангажирање и така натаму на стручен кадар. Ама за сметка на тоа кабинетите како се полнат. Така што, ајде еден по еден да ги решаваме работиве, она што е до нас, што се однесува. Знаете, мојот личен став го знаете дека јас за се што е конструктивно, апсолутно немам проблем да кренам 2 прста или да гласам за во собранието. Ама ако тоа е нешто што гледам дека е добро за сите нас. Дека се обидам, колешки, јас со вас така дебатираме често пати и вие така имате една вештина да
така од една друга, па трета тема, па пета тема, па на втората тема. Се видите, добро што се запишувам се пред како кажувате, па да можеме да ги елаборираме така по-конкретно. Не се надаваме со темите, точно е дека Кочани не е поврзано директно со Ласкарци, можеби на прв поглед, индиректно е поврзано, но истовремено ние не можеме да почнеме со друга анкетна комисија ако не е прва Кочани. А за да почнеме со Кочани, нас не треба заклучоци од комисијата, постојаната анкетна комисија и тоа е прво. Второ, јас не знам вие како носите одлуки и кој носи одлуки. Јас како што кажав во моето претходно излагање, ние како партиничка група ги имаме составот, ги имаме членовите, ги имаме заместниците членови, јас сум еден од тие кои што ќе бидат предложени за членови и ние сме спремни доколку се одважи господинот Венко Филипче, кој што како што со ваш жаргон кажано спектакуларно бараше, најавуваше, а потоа никаде го нема да дојде во собранието, нека се одважи и да почнеме и целата македонска јавност, како што вие самата кажавте, да си го обелиме образот како пратеници кои што покрај тоа што имаат законодавна, имаат и надзорна улога. Во поглед на законите, во поглед на инспекциите. Сакам да информирам македонската јавност дека во изминатиот период се направени 4432 контролни инспекции. Најдени се 1792 прекршока, ова е само од ДПИ, од Државен пожарен инспекторат. Имаме 162 решенија за привремена забрана за работа за објекти локали кои што не ги почитувале пропишаните законски минимум услови за да функционираат. Имаме изречена глоба од повеќе од 15 милиони. И во моментов има 7 активни лиценци, истите беа извршени и имале плюс ворени инспекции од други повеќе институции, тие се. Истовремено, на 19 март е третиот ден после она огромна трагедија, во рамки на Министерството за транспорт имаме одземени 464 лиценци. 464 лиценци на луѓе кои што вршеле дејност од областа на градежништвото. 496 фирми им се земени лиценците да не може да се занимаваат повеќе за градежништво, бидејќи несоодветно граделе. Тоа констатирало Министерството. Истовремено имаме 70 лиценци одземени за изградба на од А категорија, 223 од Б категорија, така натаму. На крај имаме земени лиценци и од управители на фирми за одржување на објекти, и имаме земени лиценци на управители од областа на градбата и 12 лиценци на луѓе и на фирми кои што се бавеле со урбанистички планови. Тоа се инспекциите илјадници направени, кои што се во изминатиот период завршени, констатирани, се казнати луѓето и еден дел од работите во кои што треба да се работи. Сега сакам исто така да бидеме честни и да кажеме, а тоа е дека од се она кое што во собранието се разговараше, а тоа исто така не е јавно, туку се разговара со служби, се разговара со законски решенија, со министерства, се повикуваат. Констатиравме дека клучната работа за донесување на случувањето на оваа огромна трагедија, пред се е во инспекциите, пред се е во надзорот, пред се е во контролите и пред се е во изигрување на законските решенија. Бидејќи законодавецот, не само ние, колешка Петровска и колегите кои што биле пред нас во рамки на собранието, законските решенија реално биле донесени согласно сите европски стандарди, но нивната примена и контролата за таа нивна примена едноставно е немало и затоа се вие илјадници казни и милиони казни на она што се случувало на терен. Јас се согласувам, ама затоа сега влегле, ама затоа ви ги читам, согласувам. Градоначалници, Господи Марија, јас целосно се согласувам, ама затоа го слушавте сведокот. А според вас само да прашам, ако ситуацијата не била таква како што вие кажувате, и сите ја знаеме, сите овие 27-8 години
30 години независност, дека ќе има потреба на држава во која што живееме некаде околу 1,5 милион луѓе во моментот да се направат само една, да се направи 4.500 инспекции. Како никогаш до сега се е претресено и тоа треба да случува многу години наназад, но не се случувало и сега се почнува. Вели имаме еден инспектор го контролира градењето во цела држава и тој исполнува услов за пензија. Државниот завод за ревизија денеска објавува извештај. Денеска. Јас го поставив тоа прашање и затоа убаво што испрочитавте се, имам подпрашања за сите овие бројки. Јас не сум ги правил, јас само ви соопштувам. Ме прашавте што прават институциите, бидејќи рековте ќе ја префрлам вината на вас како управувачко мнозинство, јас ви кажав да тие се јавни работи, ви ги почитав овие јадници инспекции. Да. За да не биде се само на напишани прекршоци, лиценци одземени, па дозволете. Да не отварам сега теме на една лиценца земена, па друга фирма истиот направил, па земал друга лиценца, па продолжила по стар тек да се не работат нештата. Јас имам прашање, за да го пресечеме проблемот во корен, за да не се повтори ова. Колку кривични пријави, зашто дел од ова што го велите вие, бројките набројани, не се само прекршоци. Тука има сериозни кривични дела. Колку кривични пријави има поднесена? 0. Не е така. Не е така. Колку има поднесено? Не е така. Не, добро, колку има? Меѓу бројките, ако имате податок, кажете колку кривични пријави. И второто прашање, колку дивоградби се срушени? Конфискувани, срушени и така натаму. 0. Полека се. 0. Колешки, да бидеме Нема се. Да бидеме фер во дебата. Велиме дека ја да бидеме фер во дебата. Знаете што, главната порака е дали ќе продолжиме со да бидеме фер во дебатата, не е пијар. Или ќе продолжиме да ги сечеме работите во корен. Колешки Петровски. Ако ние продолжиме статистика, вие да одземете 500 лиценци на фирми не е пијар. Вие да одземете 500 лиценци на фирми не е нешто што е малку за само завршам, молам да слушав. Да конфискувате дивоградби, да смените ако треба закони по скратени постапки. Затоа јас ќе гласам. Еве ви кажувам. Ако таква имате, ама не. Значи јас искрено ви кажувам, не можам да дозволам да дебатираме ние за бројки, а да ја забораваме суштината. Ова е суштината. Не е ова суштината. Сите констатиравме дека ова е само сработена работа што треба да се сработи. Што треба 30 години да се сработи. Не е само, од кај знаете дека претходно не е ништо сработено. Не зборам за ако било сработено, мислите дека има потреба од 5000 контроли да се направат во Македонија? А вие 5000 зборуваме. Дека некои 15 милиони глоби плаќа во оваа држава, мислите дека тоа е ако е правено редовно, ако тоа се тргаме случи сега, тогаш јас ќе ви го кажам следново. Ајде. А тоа е дека чекавте кочене да се случи па да ги правите контролите? Не, одма веднаш отидовме трета тема сега. Не е трета така тема. Така ја започна вие, така сте ми. Иста ова темата. Темата е иста. Јас ви кажувам. Темата е следна. Така како што сте решителни да менувате закони преку ног, направете еден пакет на закони со кои што ова во корен ќе го сосече. Темата е следна. А не таму каде што има интерес некого да заштитите, не вие лично. Како мнозинство зборувам, се заштитува, таму зборуваме дека се одземени лиценци. Ако имате име и презиме, кажи ми ќе разговараме. Вака многу паушално мислам да дискутирате. Прашање на министерот за транспорт и врски за дивоградбите во Чаир. Прво се обиде да ми каже дека не му е тоа во надлежност, па кога почнав да му читам од надлежност на министерството, кажа дека округло па на ќоши. Не ме разбирате погрешно. Јас немам ништо лично против никого во оваа држава, ама имам против кога се обидуваме нестрехи кои што ни се случиле, да ги покриеме со делумично некакви активности и тоа да го представиме дека ете готово го решивме проблемот. Не е решен проблемот со овие. Ако ние констатираме. Ние треба да донесеме сериозни измени во собранието на еден куп закони. На крајот ние треба да бидеме многу поригорозни како во конфискацијата. Ако можевме во собрание, ние не гласавме, но не се. Вие гласавте. Ако можеше со Safe City пакетот на закони да се одземаат возила заради безбедност и така натаму веднаш, тоаш дајте таму каде што имаме сериозни прекршувања да ги одземаме. Да одземаме конфискуваме. Кратко ќе биде, морам да ако може, бидејќи да имаме целина во дискусијата, значи видите колешки. Констатиравме дека сите ние уште пред година дена констатиравме дека фалела контролата, фалело надзорот. Направени се 5-6 контроли, многу пари уето се казите кои што не работеле со закон и многу лиценци се земени. Доколку вие како пратеник, веќе сте, нели, втор мандат, вие од првиот го прекинавте, бидејќи бевте во извршна власт, сметате дека има било какво законско решение
кој што треба и мора веднаш да се промени, предложете го. Предложете го веднаш во рамки на собранието, доколку сте сигурна кој е тоа законско решение, предложете го вие, доколку предложите законско решение кое што држи, законско решение кое што можеби владата, управувачкото мнозинство, некој директор, некој друг, не знам, не го забележал дека можеби со подобрување на закон, не, ние немаме, тоа не е точно. Сега повторно, предложете законско решение, ќе го разговараме, ако треба ќе направиме јавна расправа со тоа законско решение, еве предложете го преку комисија за политички систем, таму сме заедно во таа комисија за политички систем, предложете го законот и јас ви ветувам јавно дека ќе го ставам на седница, доколку е добро законско решение ќе направиме и јавна расправа ќе направиме, можеби ако регистру имате закони, супер. Ќе разговараме со колегата Беким Ќоку и доколку имате законско решение со кое што ќе ја подобриме состојбата во Република Македонија, ако има такво закон, а до сега не сте го, зошто не сте го предложиле, не знам. Ако имате, предложете го, ве охрабрувам. Па еве вчера предлагав законот за јавни набавки во областа на одбраната се повлече затоа што е неупотреблив. Денеска ве слушав на таа тема, мислам дека тука законот не го читате соодветно. Ама ќе разговараме после, не го читате соодветно. Апсолутно можам предавање да ви одржам на таа тема. Пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот од 24 анализа, пратеничка дебата, Љупчо Принџов, пратеник ВМРО ДПМ, на Славенка Петровска, пратеничка СДСМ. Денеска ви беше, според моите информации, доставен, а всушност и официјално информира од кабинетот на Гаши, предлогот за нов државен јавен обвинител. Предлог на владата е судијата Ненад Савевски, судија во Кривичниот суд во делот за организиран криминал и корупција. И Савевски во единственото интервју кое што го даде како кандидат за државен јавен обвинител токму тука во 24 анализа, јас го правев интервјуто, кажа дека пулс ќе биде високо на неговата агенда, односно сето тоа што се случувало, истрагата, обвинението, квалификацијата и така натаму. Бидејќи како што се случуваат судењата и рочиштата, сме сведоци дека станува таму и пожустро во однос на барањата на адвокатите да се преквалификува делото, да се одвои постапката, апропо ужасните траорни сведоштва на сведоците што се случувало. Да го цитирам министерот за внатрешни работи во таа штала, како што кажа Тушковски на 16 март лани. Многу бевте интересно воздржани како партија во однос на Савевски. Ајде прво, рековте нема да го судите пред време и дека очекувате да не биде послушник на Христијан Мицковски. Како новиот државен, бидејќи претходниот Куцевски падна, нели доби шанса заради пулс, и една од причините според премиерот Христијан Мицковски зошто бараше разрешување беше пулс. Што очекувате од Савевски, бидејќи, како велите, пред време нема да го осудувате, мислам вашата партија, што очекувате од Савевски во однос на пулс најпрво? Јас, она што го очекувам генерално, и тука апсолутно сметам дека соопштение е ставот. Во понеделник на координацијата една од темите исто така ќе биде формирање на овој став, кој што патем сега проверив во меѓувреме. Да, предлогот ние денес како добивме, меѓутоа веќе е и закажана за 18 март седницата, така што на 18 март ќе биде дневен ред изборот на јавниот обвинител. Апсолутно сметам дека ако сакаме како граѓани, еве да речам, да видиме поголем рейтинг или поголем процент на доверба во правосудните органи, јавно обвинителство, судови и така натаму, дека малку треба да ја менуваме и политичката култура и нашиот однос како политичари према тие органи. И јас знам дека понекогаш е многу поедноставно од позициите на кои што сме, без разлика власт или опозиција, да удриме со критики према правосудството, не дека не заслужува да се разбереме. Меѓутоа, мислам дека не треба да ги генерализираме работите, затоа што секогаш во таа фела се наоѓаат луѓе кои што прекрасно си ја знаат и си ја сработуваат својата работа по закон, така како што треба. И мислам дека треба почесто помалку да ги генерализираме нештата, а повеќе да даваме шанса на тие професионалци. Од она сиви
За жал, според начинот на кој што се бира јавниот обвинител, ние како пратеници немаме можност да имаме дебата со него, разговор и така натаму. Ке мора да веруваме на тоа што е на хартија напишано. За сега, за него, во јавноста не се поврзуваат никакви скандали, не се поврзува нешто што би можело да го компрометира. И веројатно заради неговиот, за сега барем, би рекла, позитивен впечаток и позитивен углед, веројатно е резултати соопштението кое го прочитавте, и мислам дека тоа е дел од она што го реков јас, менување малку на политичката култура и пристапот. Сега, што е предизвик за јавниот обвинител, кој што известно е според бројките во парламентот дека ќе биде избран? Што е предизвикот што тој го има пред себе? Апсолутно пулс треба да биде високо на агент, затоа што реков, преска зборувавме околу тоа, дека и како ќе излезе, каков ќе биде исходот од правната процедура, исто така ќе значи многу и за правосудните органи. Меѓутоа, тој ќе има сериозен предизвик да го применува и новиот закон за јавно обвинителство. Тој ќе има сериозен предизвик да се справи со предизвиците кои во моментот постојат во јавното обвинителство. И се разбира, тоа што е секогаш предизвик на јавен обвинител, државен јавен обвинител, да одолее на политичките притисоци. Сега, дали тој ќе одолее или не, јас не можам денеска од оваа дистанца сега да кажам, веројатно ќе треба да помине извесен период, и веројатно од работата на јавното обвинителство, а има доста работа за јавниот обвинител, не само околу пулс, туку и околу многу други предмети, веројатно ќе можеме да дадеме оценка за, јас би рекла, 3 до 6 месеци од сега, да видиме што ќе се случи. На моето прашање во тоа единствено негово интервју како кандидат, дали ќе биде политички извршител на власта, бидејќи секој јавен обвинител, да, системот е таков, уставот е таков, го бира власта. Според мене, а и повеќето правници со кои што сум дебатирала тоа, и можеби треба да се размислува, се смени. А тој рече дека апсолутно никој не му диктирал ни досега, нема да дозволи ни од сега. И сега тука јас сакам да се навратам на една изјава на премиерот Мицковски, го парафразирам, не го цитирам. Тој вели дека има чувство. Мислам дека од собраниска говорница беше дадена, дека во периодот што следи ќе има многу интересни случаи во кои што ќе бидат опфатени високи функционери, особено кон вас, поранешни функционери. Колку чувството на Мицковски, бидејќи јас мислам дека премиерот не се води на ниедна држава по чувства, туку по информации и по планови, вајда, е оној момент каде што ќе биде судирот помеѓу новиот државен јавен обвинител и власта. И тука ќе биде клучниот предизвик, како што видите вие. Видете, за мене лично... Бидејќи веќе, извинете, веќе се лицитира онаа насмевка на Артан Груби на применот Блаце, истото ќе ве прашам, па не се сеќавам. Да, можеме Веќе се лицитира и со имиња. Да, за насмевката на Артан Груби можеме и да зборуваме и за тоа. Веројатно, начинот на кој што сега се бира јавниот обвинител, односно овој сега, што ќе се бира во среда, самиот факт дека доаѓа на предлог на владата и не се прави поширок консултативен процес, па дури да речам и улогата на собранието се сведува само на дебата меѓу нас. Сега прашање на, повторно ќе кажам, политички вкус е каква ќе биде таа дебата, и на крај на гласање, меѓутоа не го гледа јавноста јавниот обвинител. Во овој момент, зборам, кандидатот не го гледа, освен на тоа едно интервју што беше кај вас, меѓутоа во институциите, во собранието и така натаму не го гледа. Веројатно самиот тој начин остава некоја резерва за можни политички влијанија. Особено начинот на кој што тој може да биде разрешен, премногу слободното толкување на тоа, според одредени околности, случаи и така натаму, тоа сето во еден пакет остава простор, повторно ќе речем, јас не сакам да видам адхок, нели, со сомнежи, но реално оправдано остава простор да има толкувања за можни политички влијанија. Ако јавниот обвинител, судејќи по неговото искуство, тој сепак бил и судија. Да, бил и обвинител и судија. Сега лично мене, ако ме прашате како јас себе си, иако сум правник, се нарекувам лаик во таа сфера, јас би рекла лично, дека тоа е голема предност за него.
што бил и во таа улога. Претпоставувам дека нема да сака да биде дел од тие кои што на некого угодуваат. Без разлика со кои какви релации има или нема и така натаму, претпоставувам дека ќе сака да ја продолжи успешно својата кариера и да ја круница со оваа, би рекла, највисока позиција, можеби од аспект на најголема мок за постигнување на правдата во државата. Се разбира дека тука имаат улога и судовите, меѓутоа државниот јавен обвинител е поприлично клучен. Тој под себе како единка е еден, меѓутоа апсолутно има јавни обвинители кои ги координира и во чие што работење по законов барем сега ќе има поприлично големо влијание. Така што еве, повторно ќе кажам, би била и јас воздржана, не би сакала да давам политички оценки, меѓутоа ќе се види неговата работа и да, се шпекулира со различни имиња, меѓутоа знаете дека имаше многу пријави кои беа поднесени и до Државната комисија за спречување на корупција, па од СДСМ, така што навистина ќе има многу работа. Премиерот Мицковски вели ги анализиравме сите кандидати, нивните биографии и заклучоците од Советот за јавни обвинители, за разлика од минатиот државен јавен обвинител Куцевски која се бираше, тој беше единствен што доби позитивно мислење тогаш од Советот за јавни обвинители, сега добија 4 кандидати, со тоа што премиерот на телевизиско интервју ја тргна од трката обвинителката Линча Ристовска. И се вели, јас не го познавам лично Ненад Савески, но тоа кој што можев да го видам во неговата биографија, ни од распрашувањето, цениме дека би можел да биде добар. Му верувате на Мицковски дека него знае Савески се распрашувал вака наоколу? Ќе одговорам на прашањето, ќе дадам моје мислење, само ќе молам, ако ми дозволите, каде го сакам да дадам. И околу чувството на премиерот за... Како пратеник, како дугом ја поедната, ќе дувам и до тоа. Како пратеник и како човек, една од главните фокуси во моето политичко делување ми е борбата против корупцијата. Она кое што сакам да го истакнам е тоа дека мој став е дека обвинителството е рак рана во правосудниот систем и јас често пати многу повеќе го критикувам обвинителството него ли судовите, бидејќи голем дел од предметите не ни доаѓаат во суд, туку се чуваат во фиоките на обвинителите. Многу предмети застаруваат кај судиите, вчера. Јас да го кажам, сакам моето Судски совет најде еден куп кај Ѓуко Ристов во фиока. 2% доверба во обвинителството се и тоа како заслужени, но на кое што се случи секој тоа обвинителство неодамна, почитувана Мрѓа, ќе се согласите, дека преку обвинителството во рамките на собранието беа менувани закони и дека со помош на злоупотреба на обвинителството беа менувани устав на држава и беше преименувана изборната волја на граѓаните. Значи тоа обвинителство наше не само што го сурниса собствениот ретик и дигнитет, туку го сурниса довербата во институциите, а особено во изборните процеси, за тоа бевме сведоци кога Зоран Заев беше премиер на оваа држава. Во поглед на новиот обвинител, јас човекот исто така лично не го познавам, во живо сум го видел некогаш. Она кое што можам да го видам од неговата биографија, за разлика од 606 посекот на Катица Јанева, наистина се работи за биографија која што на почеток ветува. И вие гласавте за Катица Јанева, господин Пренчов. Мојот став, јас не сум гласал, мојот став против тогаш и тука сум против Пажински договор. Сакам да кажам дека и јас лично сум бил против Пажински договор, и тоа има стенограми. Во поглед на неговата работа, ние ќе го поддржиме во рамки на собранието, ќе му посакаме успешна работа и ќе му посакаме случаите, тоа јас од моје име лично го зборувам, сите оние случаи кои што како опозиција ги објавувавме, а се поврзани со кланот Заеви, со Али Ахмети, со сватовете на Али Ахмети, се поврзани со еден куп челници на ДУИ, на Социјалдемократскиот сојуз, се она кое што ние сме го објавувале како документи, очекувам да биде истражено и во една јасна и транспарентна постапка да се каже на јавноста за каде и што и колку има кривични дела и да бидат процесуирани, а онаму каде што нема да се објасни зошто нема. Ќе го цениме по неговата работа, ќе го цениме по извештаите кои што ќе доаѓаат до Комисијата за политички систем, а потоа и до собранието на државата, и она кое што на крај сакам да го кажам и сакам да и честитам на колешката Петровска, имаме голем квалитет во работата на оваа политичка генерација, а тоа е за прв пат од кога се бира јавен обвинител на овој начин на кој што се бира,
немаме сомнежи дека тој човек е сликан во таа партија, сликан со тој председател на партија, имал изјави давано во корист на едни или во корист на други, од она кое што и опозицијата сега го зборува, начелно му даваат и они како се вели тоа карт бланш да видиме што ќе направиш, но нема никакви обвинувања. Она кое што е добро, уште една реченица, она кое што е добро, гледам и адвокати кои што се јавни личности го поддржуваат, професори некои го познаваат, јас не го познавам и тоа е добро за една општа состојба во Република Македонија, комплимент за оние кои што се власт, односно за оваа политичка номенклатура, бидејќи до сега ваква работа за избор на обвинител без негодувања сериозни од страна на било која опозициона партија сме немали, тоа е добро. И тоа е добро и ова треба да стане пракса и во иднина, да независни луѓе си работат независно својата работа, а ние како собрание да вршиме надзорната улога согласно законските Ама не и притисок, само од надзорната улога. Не, како законната улога. Ке го Веројатно гласате? сите сме се распрашале многу добро, претпоставувам за кандидатот, па затоа и ваков впечаток. Реков да нема дилеми, бидејќи рековте му даваме поддршка. Не, јас кажав дека во понеделник имаме координација, ќе го одлучиме ставот, меѓутоа соопштението го видеа, мислам дека цела јавност, јас го кажав својот личен став, меѓутоа апсолутно како претеничка Добро, група ќе сега да се согласиме, се извинувам што прекинувам, дека засегнеме реално повеќе за прв пат и тоа е добро. А, не, Нема сега ајде напади, него нема некаде и тоа е добро. Да вратам сега на некои минути времење и КТЦ Јанова беше со консензус избрана сега. Јас лично сум бил против тоа сајо, така што 606 тешко да се меѓутоа поддржи. јас велам од начинот на кој што ќе се однесуваме сите, а особено власта. Затоа што не можете се знаете како опозицијата да ја ставате на исто рамниште со власта, било кога, не зборам само сега, секогаш одговорноста паѓа кај власта. Сите сме одговорни за процесите, но бидејќи инструментите, механизмите за притисок непопуларно кажано, се во власта, очекувам дека власта ќе се воздржи од било какви притисоци. Така што ако таа се воздржи, тогаш апсолутно јавниот обвинител ќе има чисто поле за работа и тогаш без разлика дали Артан Груби се смешкал на граница или не се смешкал, дали се обидувавте преку лиферување на некои имиња да се извадите за тоа што повторно на црвен килим се врати Артан Груби, небитно, јавниот обвинител ќе си ја заврши работата. Но бидете внимателни, затоа што можете па да му го отежните процесот, зборам правниот процес на јавниот обвинител, преку тие истраги пред истраги, ако премногу често кажувате или брифирате не вие лично, меѓутоа зборам како партија дека за да се исперете за некои политички договори, дека ете сега се врати Артан Груби затоа што овој ќе биде на список и така натаму. Знаете, му правите проблеми на јавниот обвинител. Мене лично не затоа што јас имам дозволите на реченица, бидејќи една реченица јас имам и подпрашање, бидејќи вие го прашавте премиерот на пратенички прашања, тоа значи дека и вие се сомневате дека Мицковски направил дил за враќањето на Груби? Не. Јас не се сомневам, јас сум прашал, дил нема никаков, но на кое што е интересно е тоа што кога вие имате пратенички прашања и кога во меѓувреме опозиционата партија Социјалдемократски сојуз држи на две теми пресконференции на кои што набедува, обвинува, спинува и така натаму, а тоа беа темите на Артан Груби дека има било каков договор со него со премиерот и втората тема беше во поглед на марихуаната и сите оние количини кои што лиферува, набедува дека нешто се случило и најнаш станува председателот на Социјалдемократскиот сојуз и прашува некој Джеймс Бонд прашање кое што никој не го разбра во собранието. Едноставно јас не знам за колегите од Социјалдемократскиот сојуз се диват зачудени затоа човеков не ги прашува овие две клучни теми кои што обвинува и се види тука дека стравот е голем, се види дека нема капацитет. Ја излегов, прашав, примат излезе, ги одговори прашањата, ги даде одговорите и тоа беше еден од многуте неславни појавувања на Венко Филипче во собранието. Вака се, нема капацитет за што? Немање капацитет кој ќе кажете е малку. Секогаш кога ќе се фатите во тесно, секогаш прибегнувате кон користење на некои лични квалификации. Јас сум мислевол и сум ги поставил прашањата кои што не ги поставиле оние кои што набедува, убедува нешто се случило. Логично е, Штувана Петровска, ако јас нешто ве набедувам од 100 метри далечина, кога ќе дојдам пред вас да молчам. Се знае дека сум лажел. Тоа ми беше поентата, не некого да навредам или било што. Рековте немање капацитет, но не и се. А има ли капацитет, Филипче?
Како сега прашувате дали имате капацитет? Што е вас, што мислите? Како вие? си дозволувате Па вакво прашувам прашање? што мислите, не знам. Има. Добро, готово има. Како може да Ете, прашате има, дали било кој има. како можете да поставите прашање за било лидер кој на колега опозиција на во две, собрание зборам дали за има капацитет? лидер на опозиција колега да води, Пренџов, sada колега само да Пренџов, води. ова не е моја Дали реакција. има, дали има капацитет, легитимно прашање, што вие мислите, Принципиелно ви бидејќи велам. прашањата требаше да ги постави Велко Филипче, и сега не знам зошто се Поставување на прашање од било кого Ама се ви... и на било каков начин е одлука на пратеникот во собранието. Во изминатиот период, Релативизирате. како власт, премногу си давате за право да кажувате, не вие лично, генерално, ама и вие веќе спаѓате во тој куп на луѓе. Кој има право што да поставува? Кој има право да зборува за скратени постапки, кој нема право да скратува? Вие си дозволувате да коментирате што има право опозицијата да прави или не. Видете. Кој излегува на говорница? Си знае зашто ќе ги искористи 10 минути. Дали ќе искористи 10, 3, 2, 5 и така натаму. Вие имате ваше право. Вие поставате си ги прашањата кои што вас ви се И си ги поставив. тежи. И си ги поставивте и се добивте И одговор. истоверемено. Кога ќе постави и какво пратеничко прашање не се било согласувам, кој е да наше завршам право. сега. Ама Ако- немојте Не, вие да не, активирате не, работата на опозицијата. Не, Како што далеко јас од не ви тоа. се мешам на вас Далеко од на тоа. нарачаните прашања. Далеко од тоа. Апсолутно. Далеко од тоа. Ваше право си е да Видете, поставите Петровски, прашање. Ако вие вие се? како најголема опозициона партија во општеството ширите хистерија на две теми, секојдневни пресконференции, Добро. во неколку соопштенија за две клучни теми. Завршуваме. И кога само завршам, и кога премиерот и цела влада се пред вас, и имате говорница која ве штити и ви дава имунитет да му кажете се што мислите на премиерот за тие две теми, за кои што претходно целата ваша политичка партија ширила хистерија во јавноста и при тоа немате храброст да ги поставите и не ги поставувате ниту едно од тие две прашања, зборува многу за вас и тоа е ваше, не го спорам, еве, да не се мешам, но исто така штетата на јавниот дискурс која што ја правите е голема, бидејќи секое соопштение СДСМ се пренесува преку медиумите, се пренесува преку порталите и на луѓето им стварате несигурност и недоверба кон институциите. И потоа ако ќе ако дојдете на вие- Мегдан, ве нема никаде. И потоа јас се мешам, не се мешам јас. Вака се. Ако вие како власт сте малку повеќе транспарентни и малку повеќе отчетни, малку повеќе, не многу, малку за малку зборуваме, тогаш граѓаните нема да имаат потреба да се сомневаат во институциите на оваа држава, па без оглед кој што и да зборува. Така беше за, Тоа е за, под број за еден. бегалциве. Не, не. Што ќе дојде од Британија и Под број вие еден. тука му бедувавте. Под број Не еден. ги ширите, работите, потоа ние се мешаме, не се Јас мешаме. сум прецизна како Го штитиме како јавниот се показало интерес центарот. сега. Апсолутно Треба не. да се и внимавате Бидете на зборот, малце почитувана потранспарентни колешка е како сега. власт, бидете потранспарентни како власт. Како да бидеме? Знаете Ние како, викаме јас нема да има поставив- мигранти, вие Јас има. поставив Ние прашање викаме, за не сме за договорени, вие економскиот сте стандард на договорени. граѓаните, па добив од вашата министерка, односно министерката на државата Наша за финансии, апсолутно се коригирав на државата, добив коментари за мојата брачна состојба и дали имам деца или немам деца. Така што не кажувајте кои какви прашања да поставуваме. Јас ќе поставам прашање тогаш кога ќе имам право, односно кога ќе проценам. Но исто така јас поставам прашање и надвор од говорница. Еве тука, мене не би треба имунитетот да ме штити, односно не за клевета, Ете, така што Венко не не се успеа. секирате. Влеговме- Прашањата се поставени, ќе бидат одговорени и ќе бидат Не, не ги ја поставувани. поставив, јас ги поставив. Не, Влеговме- прашањата Ја ги генерално, поставив. генерално збор. Добро. Се извинувам, влеговме во терминот на дневникот, мора да завршуваме со да и со не. Дали Артан Груби се врати со ливче кога треба да исцинкари под наводници? Не мислам така. Вие? Не знам, јас мислам дека не за да исцингари некого, меѓутоа нека има договор за неговото враќање, апсолутно да, исто како и за неговото одење. Ви благодарам што бевте гости во 2014. Благодарам за поканата. Благодарам за поканата. Почитувани, благодарам на вниманието.